До крајот на јануари идната година или почетокот на февруари, платен промет повторно ќе има на шалтерите на Македонски пошти, кои по затворањето на Евростандард банка платниот промет не функционира и почна да се одвива преку шалтерите на деловните останати банки. На последната седница владата донесе одлука за давање согласност за прифаќање на конечната понуда на Халк банка за склучување договор за соработка со акционерското друштво Пошта на Северна Македонија и го одобри договорот за утврдување на висината на надоместоците за вршење на услуга меѓу Пошта Скопје и во име и за сметка на Халк банка Скопје. Со оваа одлука владата во својство на собрание на акционери на акционерското друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна собственост ја прифати како најповолна понудата на Халк банка согласно двата усвоени критериуми за евалуација на понудата и тоа во однос на рокот за почеток на имплементацијата на договорот од 2 месеца, како и во однос на процентна поделба на остварениот заеднички приход во висина од 71% за Пошта и 29% за Халк банка, информира од владата. Влегувањето на Халк банка во Македонски пошти ќе значи можност за плаќање на сите видови комунални сметки на нивните шалтери, заради што граѓаните досега мораа да чекаат пред деловните банки и создаваа колони од граѓани. Имајќи во предвид дека согласно одлуката е даден рок за имплементација од 2 месеци, за толку време Халк банка ќе мора да го имплементира системот на сите шалтери на Македонски пошти. Тоа значи дека најдосна до почетокот на февруари треба да се очекува платниот промет повторно да се одвива и преку Македонски пошти.